Почитувани гледачи, добар ден. Како што веќе знаете, време е за најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска разговараме за активностите на неформалната група Љубезност од Скопје. За таа цел ги поканивме Тони Станковски од Љубезност и Анета Дикова, волонтер од Струмица. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден. Добар ден и благодариме на поканата. Еве да почнеме најпрво од тоа кога е формирано ова здружение, со која цел и како функционира. Здружението Љубезност функционира веќе 2,5 години. Меѓутоа, како проект Вистински дела на љубезност, ова е 4-та година поред како работиме во склоп на помагање на социјално загрозени семејства и бездомници. Значи 4-та година поред пред спомен домот на мајка Тереза во Скопје се дели топол оброк на бездомниците, кој што оброк се спрема од страна на иницијативата Ретветни оброк. Меѓутоа и тука помагаат и граѓани на Скопје кои што го носат својот оброк пред спомен домот на мајка Тереза и оброци кои што ги донираат фирми и здруженија, се со цел да целокупната количина се заокружи на 200 оброци, затоа што освен пред спомен домот на мајка Тереза, после самиот настан делиме оброци на повеќе локации во градот каде што се наоѓаат бездомниците кои што од различна причина не се во можност да дојдат на ова место. Така да на тој начин го организираме тој седмичен оброк. Освен тој седмичен оброк имаме и низа други активности во помагање на социјално загрозените семејства. Така, како еве дојдовте до идеја да се здружите, да направите едно здружение кое ќе помага токму на сите овие групи на граѓани кои што ги спомнавте? Секојдневно движејќи се на своето работно место или местото на живење или било каде низ градот, секаде среќаваме луѓе кои што бараат храна во контейнерите или пак стојат на семафорите. Едноставно одлучивме да не бидеме рамнодушни кон сето тоа што го гледаме и да дадеме свој допринос да им помогнеме на тие луѓе. Одејќи во маркетите за да купиме за нас за дома, секогаш купувавме или полневме уште една количка во маркетите, се со цел на крајот на неделата да ја подариме на некое социјално загрозено семејство. Почнувајќи на таков начин како 2-3 семејства, едноставно нашите пријатели, роднини и колеги од работа ни се придружуваа, сака да бидат дел од тоа и на тој начин растеше таа иницијатива како неформална група за да можеме да дадеме свој допринос во тој правец. И потоа како неформална група баравме здружение каде што ќе можеме на некој начин да се формализираме. Добивме можност преку здружението Поглед кон вистината, кој што се занимаваше со други работи, археологија, предавања и останато, тој хуманитарен дел ние да го покриеме, значи со нашите активности. И веќе од 2015 година, јануари месец, го оформивме Здружението Љубезност, кое што е стриктно за помош на социјално загрозени семејства, поединци, бездомници, помагаме на самохрани родители, така да такви беа почетоците. Меѓутоа, се она што го почнавме пред 4 години, гледаме да биде континуиран процес и да постојано се случуваат тие работи до ден денешен, да не биде нешто инцидентно и толку, да се заборави, него да биде нешто што ќе трае и понатаму. Спомнавте дека помагате на различен вид на семејства, еве кажете ни каква помош добиваат, на кој начин им помагате? Имаме своја Facebook страна, и секој пат кога одиме во посета на некое семејство, социјално загрозено семејство, секогаш се запознаваме со луѓето, се запознаваме со нивните проблеми, предизвици во животот, со нивна дозвола ги фотографираме, значи условите во кои што живеат, истите ги објавуваме на нашата Facebook страна. Граѓаните на Скопје, меѓутоа и на цела Македонија не контактираат, се со цел да донираат нешто од тие потреби што веќе ги имаме објавено како апел. Дали е тоа храна, дали се хигиенски средства, дали е мебел, електрични апарати и останата по куќнина. Истите ги собираме, ги класифицираме, посебно тоа со облеката ја класифицираме по машка, женска, детска, бебска. И согласно потребите кои што веќе ги имаме евидентирано, повторно одиме во семејствата
и ги подаруваме, ги носиме, ги донираме сите тие донации. Повторно фотографираме и повторно објавуваме на нашата Facebook страна, се со цел да донаторите видат дека на вистина сето она што го донирале стигнало на вистинското место, дека не е злоупотребено. Така. На тој начин градиме доверба со донаторите, со граѓаните од една страна, меѓутоа од друга страна гледаме да бидеме флексибилни со луѓето на кои што им е потребна помош и она што им е потребно да го донесеме за што е можно пократко време. Рековте дека сте почнале неколкумина, но еве бројот на граѓани кои сакаат да помагаат на социјално загрозените семејства се повеќе се зголемува. Но дали освен граѓаните на Македонија помагаат и други организации, институции, компании и слично? Да, значи еве го спомнав примерот со седмичниот оброк, секоја сабота во 13 часот пред Мајка Тереза. Освен тоа што се готви храна, освен тоа што граѓаните носат, имаме 2-3 ресторани, фирми кои што праќаат оброци, изготвени оброци по 20 или 30 во некоја кетеринг кујна и секоја сабота ни пристигнуваат. Така да зготвените оброци од ретвитни оброк се околу 80 до 100, плюс овие оброци што се од здруженијата, односно од фирмите и од рестораните, се комплетира бројката и граѓаните, се разбира, оброците што ги носат граѓаните, се комплетира бројката од 200. Освен донациите во зготвена храна, повремено се уваат фирми кои што сакаат да донираат сирова храна. Се со цел да можеме да правиме пакети, кои што пакети ќе носиме, нели, пакети со храна кои што ќе ги носиме при нашите посети на социјално загрозените семејства. Сте имали ли досега некој специфичен, еве, потежок случај? Секој случај е специфичен, различен по нешто, меѓутоа ако ги согледаме сите наши посети и се она што имаме поминато во склоп на нашите активности, гледаме дека се различни, меѓутоа и слични. Луѓе кои што остануваат без својот дом поради различна причина, дали е тоа задолженост, дали е можеби опожарен дом, дали е некаква случка, смртен случај во нивното семејство, дали остануваат без работа, и сето тоа резултира да доаѓаат во таква тешка ситуација. Имавме различни ситуации каде што навистина би се замислиле дали навистина тоа се случува тука кај нас. Имавме семејство од Куманово кое што во Скопје беше сместено во една напуштена куќа во подрумот, во кое што во многу тешки услови. Значи во многу тешки услови, некои во тие наши посети имаше и медиумско покривање. Едноставно се поставуваше прашањето дали навистина луѓе живеат овдека, дали можеби и животни дали би преживеале во такви услови. Меѓутоа тоа е реалноста, тоа е суровата реалност за многу семејства и благодариме на сите кои што ни се јавуваат, кои што ни укажуваат на вакви или слични случаеви, се со цел да отидеме и да помогнеме со она што можеме во тој момент да помогнеме. Се разбира, освен тоа што ние помагаме, апелираме, алармираме, се со цел да може да се вклучат и останати здруженија, институции, се со цел да им се помогне на тие семејства. Кои ваши досега реализирани проекти вие би ги издвоиле како поголеми? Еве едно бездомно семејство кое што живееше покрај Вардар, под Калето. Тоа е едно семејство од 45-6 семејства кои што се таму. Во наши чести контакти, едноставно, таткото на тоа семејство одлучи да го згрижи своето семејство, да повеќе не биде таму каде што е. Зимаат социјална помош од 3000 денари. Едноставно се охрабри да тие 3000 денари ги употреби и да најдат 2 соби, кои што нели се со кирија, нели со плаќање на кирија, и тие 3000 денари да ги употреби за тие 2 простори. А сето она што они го работат секојдневно, собирање на секундарни материјали, дали се тоа пластика, хартија, метал или било што, едноставно да го прехрануваат семејството. Сето она што го правили претходно. Тоа одлучија да го направат, го направија, а ние им помогнавме да тие простори целосно ги опремиме. Значи со мебел, со елементи за кујна, со електрични апарати, се она што ми е потребно. Така да, ете, тоа семејство повеќе не е на улица, не е на
временските услови, нели дожд, снег, жешко внатре, а и самите родители сега се по-спремни да се дадат повеќе за своето семејство, да заработуваат, да бидат онака, значи, по-способни тоа да го направат. Многу повеќе него претходно во тие услови во кои што живеа. Кога ќе видиме таква некоја случка, односно таков случај кој што е со среќен крај, едноставно е поттик за нас, за да можеме да продолжиме понатака, нели да ги работиме активностите онака како што течат. Затоа што не секогаш можеме тоа да го постигнеме и затоа секогаш даваме максимум од нас согласно нашите услови и можности, меѓутоа бараме и помош и од други здруженија, институции, се со цел да секој нов случај биде приказна со среќен крај. Така. Ние постојано сме активни на социјалните мрежи, постојано сме сведоци на тоа дека не само здруженија како вашите, туку и многу граѓани самоиницијативно организираат хуманитарни настани или акции, било какви акции за помош на ваквите загрозени семејства, но она што верувам дека најмногу ги интересира и нашите гледачи, општо и луѓето, лично и јас многу пати сум се прашувала, што се случува после помагањето. Значи, дали се навраќате повторно на тие семејства за да проверите како продолжуваат со животот и слично, како напредуваат еве некои загрозени семејства, деца и слично. Па да, значи нашата цел не е само еднаш да отидеме, да видиме и да апелираме и да помогнеме и толку. Бројот на семејства кои што ги посетуваме во текот на една година е се поголем, меѓутоа кога зборуваме за посети, тоа не е само посета еднаш, значи повеќе пати во текот на годината. Затоа што потребите нивни се постојани, нели, потребата за храна, потребата за хигиенски средства и останато е постојано. Така да после првите наши посети продолжуваме да бидеме во контакт со семејствата, да ги посетуваме и да следиме нивната ситуација. Така да прашањето ваше, нели, дали само еднаш или постојано, не, значи одговорот е да, постојано ги посетуваме и постојано сме во контакт со нив. Така. Кажете ни еве кои се вашите последни проекти, а кои се вашите наредни проекти, што е она што ќе работите еве во блиска иднина? Тоа што е сега во тек и што е најново е проектот Рециклирај и донирај, каде што заедно со Суниленс од Скопје имаме заеднички проект на собирање на отпадно масло за јадење од домакинствата. Секој еден кој што нели, во домакинствата се троши маслото за јадење и после употребата најчесто се фрла во канализација. Меѓутоа сето тоа доаѓа до загадување на животната околина, меѓутоа и до уништување на канализационите мрежи. Таков беше примерот пред неколку години во Охрид, каде што повеќе делници од канализацијата беа запушени и мора да се реновираат, едноставно да се прекопува и да се става нова инсталација. За таа цел овој наш проект ги повикува сите граѓани кои што сакаат да се вклучат. Може да се јават директно на телефонскиот број на Суниленс. Веднаш во нивниот дом ќе биде донесена празна кантичка за собирање на отпадно масло, кое што е количина од 3 литри, од која ќе соберат количината од отпадното масло за јадење. Повторно може да се јават повторно во нивниот дом, ќе дојдат луѓето од Суниленс, ќе го земат тоа масло и граѓаните имаат опција да одберат или да добијат пола литро свежо сончогледово масло за нив, или пак да го подарат, се со цел тоа масло да стигне до социјално загрозените семејства. Ние имаме соработка со Суниленс, тоа масло се собира и во склоп на нашите проекти на посетување на социјално загрозените семејства го подаруваме маслото за јадење. Така да тоа е нешто што е почнато еве неполн месец дена. Така да ги повикуваме граѓаните кои што сакаат да се вклучат и да бидат активни собирачи на отпадно масло за јадење, да не контактираат нас, дали на Facebook страна, дали на
во порака, дали на телефон или директно на телефоните на Sunilens, и може да бидат дел од проектот и да бидат активни собирачи на отпадно масло. Она што сакаме да го направиме или што се дел од нашите планови, не е наша цел да постојано ги навикнуваме луѓето на социјална помош или на хуманитарна помош и на некој начин да ги правиме паразити. Едноставно да помогнеме да тие самите допринесат за своето семејство, нели, да не им даваме постојано риба да јадат, него да ги научиме да ловат риба. За таа цел во план ние да отвориме центар за социјална и професионална реинтеграција, каде што ќе работиме со цели семејства и ќе ги учиме на родителите, ќе ги учиме на некаков занает, дали е тоа градежништво, дали е текстилна индустрија или било што друго. Меѓутоа не само теоретски, него и практично. Во тие наши работилници ќе имаме инструктори кои што се активни занаетчии, кои што работат, нели, постојано секојдневно и заедно со нашите штитеници кои што ќе бидат дел од тој центар, ќе можат заедно да одат на терен и да учествуваат директно во изградба на некој дом или реновирање на некој дом или пак доколку се изработуваат предмети од отпаден текстил, перничиња, табуретки или останато, тие ќе може да се продаваат во second hand shop и да имаат добробит, нели, да имаат и они од самото тоа, со тоа што ќе добијат средства, меѓутоа и дел од средствата ќе бидат реинвестирани во самиот центар. Се со цел да утре да бидат што поконкурентни на пазарот на трудот и да можат да, нели, да полесно да се вработат и да допринесуваат за своите семејства. Значи, тоа ни е еден од нашите планови кои што се надеваме дека до крајот на оваа година дека ќе успееме да го реализираме. Да се надеваме. Вие помагате на социјално загрозени семејства на секаде низ земјава, но еве во кој регион досега сте имале најмногу работа? Со фактот дека Скопје малтене пола Македонија и дневната и неделната миграција се многу големи, значи има луѓе кои што во текот на цела седмица, нели, живеат во Скопје, за викендите се враќаат во своите родни градови, но и фактот дека најголем број на бездомници има во Скопје, значи најголем број од активностите ни се во Скопје, меѓутоа тоа не значи дека се заборавени и останатите градови. Во изминативе 4 години имаме активности на посети на социјално загрозени семејства во многу градови низ Македонија, вклучително и Струмица. Така да секаде онаму каде што ќе добиеме повик од граѓани или од здруженија дека некој семејство се наоѓа во некава тешка ситуација, ние согласно нашите можности и услови гледаме да реагираме што е можно побрзо и да го посетиме семејството, да собереме помош што е потребно, нели, одма, веднаш, за да може да им се помогне во прво време и го посетуваме и им му донираме. Така да застапени се скоро сите градови и села на територијата на цела Македонија. Така. Анета, како што спомнав и во најавата, вие сте волонтер на ово здружение од Струмица. Па кажете ни каков е случајот во Струмица со загрозените семејства? Па факт е дека и во Струмица има загрозени семејства, има семејства кои имаат потреба од помош. До сега веќе имаме помогнато на неколку семејства, имавме семејство во неколку наврати, помагавме во Просеникова, во Добрејци, во Струмица во градот исто имавме реновирано дом, комплетно реновирање на дом на една жена. И последниот случај кој доста беше интересен за јавноста беше случајот со малиот Васко и неговото семејство. Така да генерално има потреба. Јас живеам тука и работам како волонтер и постојано сум во потрага по такви семејства, така да и во иднина секој кој знае за некој такво семејство кој му е потребна помош, слободно нека не контактира на нашата Facebook страна. Вистински дела на љубезност и ќе направиме што може. Кажете ли за вашите проекти преку кои сте им помогнале на социјално загрозените семејства, не само во Струмица, туку и на општините од југоистокот?
Па работиме на истиот принцип како што беше досега објаснет. Значи кога ќе има дојава за некој семејство кој има потреба од било каква помош, го посетуваме семејството. Значи без разлика во кој град во југоисточниот дел. Правиме објава и бараме луѓето да донираат средства од оно што ќе биде најавено дека е потребно. И се прават повеќе посети на тоа семејство, се носат тие донации, се следи, нели, секоја донација како се носи, се слика со цел донаторите да имаат увид дека таа нивна помош е стигната во вистинските раца. И потоа тие контакти продолжуваат со тие семејства и целта е на секаков начин, дали во соработка со граѓаните или институциите, да им се помогне на тие семејства да се осамостојат, да не бидат зависни постојано од помош, туку да се осамостојат и да можат сами да бидат провајдери во нивните семејства. Го спомнавме последниот случај со Васко, па кажете ни еве кои се вашите искуства од овој проект? Знаеме дека случајот со Васко доста ја разбрано во македонската јавност. Да. Тој случај почна така сосема невино, да речам. Детето беше, го забележавме низ градот како проси и стапивме во контакт со неговото семејство, ја увидовме потребата на тоа дете пред се да му се помогне, затоа што е дете од дисфункционално семејство и нормално, нели, кога едно дете расте во такви услови, влече и последици врз својот карактер, врз однесувањето и, нели, врз неговото образование. Има последици, така да целта беше да најпрво му се обезбедат основни услови за живот на тоа дете, да се врати во образовниот процес, да се врати на училиште и да му се помогне да се ресоциализира и реинтегрира во ова општество. Како што спомнавте, тој случај е разбран во јавноста. Меѓутоа, од друга страна, морам да истакнам дека голем број на наши сограѓани од Струмица излегува пресред подготвени да помогнат. Едноставно ја разбраа состојбата на тоа дете и без осуда понудија несебична помош. Така да доста добро тече помошта во тоа семејство. Се јави неодамна и донатор кој понуди да им ја реновира комплетно куќата, домот, да го врати малиот Васко во образовниот систем, да помогне да тоа дете има некаква преподготовка, бидејќи доста е пропуштено во неговото образование, така да ќе му треба некаква подготовка пред да се запише во средно училиште. И малта не секој ден ги посетуваме, работиме со малиот Васко, разговараме со нив и се обидуваме да им помогнеме да влезат во општеството како едни добри граѓани на ова општество. Рековте дека граѓаните на Струмица помогнаа во овој случај, но еве не само за случајот со Васко, дали се расположени, да кажеме, струмичани да помагаат и да се вклучуваат во вашите проекти? Морам да кажам, да го употребам зборот дека јас сум воодушевена од струмичани. Тоа е прекрасно колку се подготвени да помогнат, колку се со големи срца и секогаш прават повеќе од она што јас очекувам. Така да навистина има големо расположение има хуман момент кај струмичани и досега имаме одлична соработка со граѓаните и верувам дека ќе продолжи во иднина. Баше преку овој последниот проект остваривме некои фини контакти кои понуди и во иднина да помагаат на едни случаи. Така да многу сум благодарна на струмичани, на околината на Струмица и се радувам на оваа соработка, затоа што сите заедно можеме да си помогнеме едни на други, најмногу на оние кои имаат потреба. Треба да истакнеме, освен хуманоста на Струмица, нели, треба да истакнеме дека и другите градови се вклучија во помагање на ова семејство. Значи имавме контакти од Гевгелија, од Куманово, Прилеп, Штип, значи од други градови. Многу граѓани се јави, од Скопје исто така. Така да навистина сме хумани како народ. Јас во една прилика пред 1-2-3 години, кога почнувавме да работиме, нели, со ова, беше тешко да се дојде и до донаторите, тешко беше да се дојде и до луѓето на кои што ми е потребна помош.
Многу луѓе биле на некој начин разочарани од некакво лошо искуство претходно, дали злоупотреба или нешто друго. Едноставно таа доверба беше тешко да се врати повторно, дека навистина ова што го правиме е искрено, со најдобра намера, се додека не го видоа тоа на дело, дека навистина се прави така. И во една изјава напишав ја, кога во тие почетоци се повеќе мислам дека сме како се вика, скржави како народ, меѓутоа со текот на времето гледам дека сум во заблуда. Затоа што како времето тече, гледам дека се поголем број на луѓе, како што каже Јанета, се поголем број на луѓе сакаат да дадат дел од себе, од она што го има, се со цел да му помогнат на некој што е во неволја или во некаква мака. Така да навистина сме позитивно изненадени и импресионирани од желбата на луѓето да помогнат. Да, и кога сме веќе кај Струмица и додека зборуваме за случајот за малиот Васко, сакав да посочам дека во тека исто поправката на неговите заби и голема благодарност до стоматолошката ординација за Беков, до доктор Гунце. Меѓутоа, бев исто воодушевена од моментот да неколку ординации се јавија да понудат бесплатна санација на забите. Тука беа Дуодент и доктор Калјопи и други ординации од Струмица и од Македонија. Меѓутоа, одбравме, тие први кои се јавија ги одбравме. Беше важно да биде во Струмица за да заштедиме на карти за автобус за Скопје. Следи очен преглед и донација на очила за малиот Васко, тоа ќе биде во Скопје. Така да исто така и за очни ординации се јавија многу, значи се јавија, 5-6 можеби се јавија, кои што сакаат да помогнат, така да во една од нив ќе биде исто прегледан и ќе му се обезбедат очила во една од ординациите во Скопје. Инаку се јавија доста и фирми, градежни фирми, компании, фирми за храна кои донираат и храна, и облека, и постелнина на семејството, така да благодарност до сите нив. Кажете ни еве како граѓаните може да ве најдат освен на социјалните мрежи? Па најповеќе на Facebook страната Вистински дела на љубезност, значи со кирилица нека напишат или само љубезност, ќе им се појави логото наше. Меѓутоа може да не контактираат и на телефон на 078 263 792 и едноставно да се договориме, да видиме согласно нашиот распоред, согласно сето она што ќе го пријават, што ќе го кажат или доколку сакаат да донираат некому наменски, да се договориме за време и за да го реализираме тоа што во најкраток можен рок. Така, јас се надевам дека со овие неколку минути успеавме да ја поттикнеме хуманоста кај сите наши гледачи. Да, се надевам. И ние искрено се надеваме, благодариме за поканата, благодариме на вашиот медиум за тоа што изразивте желба не само да го следите конкретниот случај што е со малиот Васко, него и тоа што ги следите нашите активности и се надевам дека нема да биде ова наша последна средба. Ви благодарам и на вас за денешното гостување и се надевам дека ќе имате уште многу успешни хуманитарни акции и проекти. Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание. Останете со програмата на телеканал А1, се гледаме повторно во наредното. Пријатно!